Та зора на вечната борба, изгрей во душите и срцата на сите роблje по свето. Тирани чудо ке направите, и ярем ваш не трпете. Ние крв юнака ке пролееме, и пак ке ве ослободиме. Добра вечер, почитувана публико, и добре дојдовте во третата епизода на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија во продукција на Комитетот за демократизација на Република Македонија и Македонскиот информативен центар. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот верен соговорник Јордан Петровски. Добра вечер. Добра вечер. Вечерва се враќаме на незавршената тема, деконструкција и анализа на емисијата и на колумните на Сашо Ордановски за тоа дали имало паралели помеѓу бегството на Ванчо Михајлов од распарчана Македонија, односно од Бугарија тогашна, и денешното бегство на Никола Груевски како лидер на ВМРО ДПМНЕ од наводно Слободна Македонија во Унгарија. Во минатата епизода точно допревме до некои точки од самата емисија. Ја продискутиравме колумната на Сашо Ордановски и колумната на Љупчо Поповски. Го сумиравме одговорот на Вида Боева во однос на сето тоа. Предискутиравме за тоа како Литовски и Сашо Ордановски гледаат на политиката, на историјата, тоест дека историјата е политика, и зборувавме за наводната соработка на Ванчо Михајлов со Хитлер, односно наводното учество на Хитлер во атентатот на Александар Караџорđević, односно ги разбивме тезите кои што србо-комунистичката историологија ги форсира во Македонија. Вечерва ќе се надеваме дека ќе покриеме две следни точки, а може би и третата, но ќе видиме. Првата, може би ќе биде само една, зависи. А може би само една, да. Така да не прejudicirаме колку ќе одиме. Точката, односно прашањето е, Сашо Ордановски го поставува на Литовски зошто ВМРО станува неомилено кај бугарите. Па да го преслушаме клипот и потоа ќе го дискутираме. Познато е, која е причината зашто Ванчо Михајлов на крајот стана, мислам тоа се познати историски факти, но уште еднаш да ги интерпретираме, стана неомилен на бугарскиот двор, за да мора потоа да бега во Турција прво, па во Полска, па за да на крај заврши во Загреб, па од Загреб во Рим и така натаму. Кои се причините историски и контекстот историски? Значи, од почетокот 18-та година кога е формирана ВМРО е помошна служба на бугарските револуционистички кругови или предсевоените кругови во Бугарија кои не сакаја да се помират со поразо и кои сакаја да го држат бугарското национално прашање, како што тие го нарекуваат, отворено. И цела ВМРО, и Тодор Александров, и Михајлов како секретар беа во нивна служба. Меѓутоа, колку тоа на еден дел од бугарското општество им годеше и им одеше во прилог, имаше делови од бугарското општество, политички елити, што разбираа дека тоа им штети. Особено во односите со Франција и Англија, кои беа победници од Прва светска војна, и таа политика на ревизионизам не им одговараше едноставно. И тие кругови на крајот го заменаа. Тоа е во случајот воената лига Звено во 34-та година кога ја превзема власта, се обидува да се приближи кон Франција и Германија, кон Франција и Англија, и заради тоа ги забранува ВМРО и другите политички организации. Сепак, и тогаш мораме да кажеме дека Ванчо Михајлов уживаше поддршка од царо Борис и од царскиот двор
што беше блиску. Тоа се тие делби во бугарската политика. Но сепак под закана на некои кругови тој мора да напушти Македонија и да замине за Турција. Звенарите која превзедоа, Кимон Ѓоргиев е начело, тој после знаете 45-та година стана и премиер на Бугарија во Отечествениот фронт. Тие се прозападни, да речеме, ориентирани и мора да го тргнат од политичката сцена затоа што сметаше на Бугарија во незините односи и со Кралството Југославија тогаш, а и со Франција и Англија. И заради Па не знам, ајде, јас би сакал да кажам само некој збор, пред да објасниш некои историски факти од материјалите кои ги поседуваш од разни извори. Би се задржал само на последново за звонарите, за звено, литовски. Тоа е комунистичка организација, воопшто нема прозападни, прокапиталистичка ориентација. Таму во првите судири 23-та година кога се обидуваат звонарите да ја освојат власта во Бугарија, Георги Димитров е начело на звонарите. И сега одеднаш, јас не знам што е западно, можеби кога станува да се бајле од спиење, се вртеле кон запад и тоа е западното. Па добро, тоа е една како да кажеме, мислам дека кога тие зборуваат за западна ориентација, зборуваат за западна ориентација на оваа денешна Европска унија, како што ги гледаме овие евромарксисти. Во тоа време Ѓорѓи Димитров се знае кој бил. Да. Висок функционер на Коминтерна. Како може сега звонарите да бидат прозападно ориентирани и да водат сметка за прозападните интереси на Бугарија. Мислам, ќе се вратиме некогаш на оваа тема малце повеќе околу звонарите. Сега видиш што е малку деконцентрирав и излеков нешто надвор малку од... Воопшто не. Па, добро, сето тоа е дел од митологијата на ова србокомунистите и затоа мора да ги посочиме сите тие детали, сите невистини. Да. Во однос на тоа дали ВМРО било во служба едноставно продолжение на бугарскиот двор, можеме ќе се послужиме со еден цитат од книгата Македонија, нејзините народности и нивната иднина, која што сум во тек на преведување. Книгата е од 906 година, така што авторот Брајлсфорд пишува за илинденскиот период и периодот до Балканските војни. И јасно литовски зборува за периодот после Првата светска војна, но сепак. Еве како Брајлсфорд ја согледал врската помеѓу ВМРО и Бугарија. Тој вели вака. Кога во прилог на овие предностите, економските предности на Бугарија, кога македонците одат во Бугарија на печалба, и од таму се враќаат со позитивни мислења за Бугарија. Тој вели кога во прилог на овие предности, бугарофилските македонци го оформија својот извонредно организиран револуционерен комитет во 1893 година, српската кауза го доби својот смртоносен удар. Преку нагласувањето на нејзиниот антагонизам кон Бугарија, официјална Србија сега усвои отворено туркофилска политика. А ништо не може да биде пофатално за изгледите на било кој христијански род во Турција. Македонското селенство ќе ја подари својата верност само кон пропагандата што му ветува некаков брз изглед за ослободување од отоманскиот јарем. Конечно, има огромна разлика меѓу ривалските пропаганди, додека бугарите работат за автономија на Македонија. Да го повторам тоа. Додека бугарите работат за автономија на Македонија. Србите и грците целат само кон нејзино анектирање кон своите земји. Како производ, нивните активности изгледаат дека се наменети за профит на своите држави, додека бугарите несомнено креираат дух на локален македонски патриотизам. Српското движење е чиста официјална агитација, насочувано и финансирано од Белград, додека
и покрај симпатиите на Софија, Бугарскиот револуционерен комитет, односно ВМРО, е автентично македонска организација. Значи, тука нема ништо нејасно. Да. Понатаму во книгата Херои и убици од 1935 година, македонецот Стојан Христов, тој е македонец од Костурско, кој што на околу 13 годишна возраст има емигрирано во Америка и потоа се враќа, значи околу баш пред токму пред Балканските војни тој заминува и се враќа како дописник на весник од Чикаго од Балканот. Тогаш тој го опишува животот на бежанците, на македонците кои се пребегале во Бугарија во периодот после Балканските војни и Првата светска војна. И таму јасно опишува дека македонците се слични на она што се евреите во Нью Йорк Сити. Македонците се доминантната народност во Софија, која што дотогаш била едно мало градче, а потоа станува космополитски град, голем град. Зборува за како тоа македонците доминирале во бугарската армија, во бугарскиот политички живот и всушност целата експанзионистичка политика на Бугарија кон Македонија е заснована на тоа што македонците доминирале со војската и со политичкиот живот. И поради тоа се створил еден антагонизам кај бугарите, бидејќи веќе дотогаш македонците ја вовлекле Бугарија 3 пати во војна за нивни цели. Што повторно не се слага баш со оваа теза дека ВМРО било слуга на царскиот двор. Но, конечно, ова прашање ќе го затворам со еден малце подолг цитат од книгата на Анри Пози, која што, како што реков веќе, ја преведов на македонски јазик, книга која што била забранета во бивша Југославија, а која што можете бесплатно да ја читате на нашиот сајт macedonianinformationcentre.org или macedonianinformationcenter.org. Во оваа книга, книгата всушност се пригушува и во Франција и во Англија, поради тоа што Пози во книгата објавува 2 тајни протоколи од Балканскиот пакт кој што бил склучен во 1934 година помеѓу соседите на Бугарија. Еве што запишал Пози во однос на овие збиднувања. Потпишувањето на 9 февруари 1934 година на пактот со кој Букурешт, Анкара, Атина и Белград реципрочно си ги гарантираат своите граници, беше дочекано од оној дел од печатот што прима сигнали од официјалните кругови на Белград и на Прага, како голем историски чин, како одлучна гаранција за мир на Балканот. Поради нејзиното одбивање да земе учество во овој пакт, Бугарија повторно се наоѓа обвината дека готви најгрозоморни завери против мирот во Европа. Правата вистина е сосема поинаква. Во април 1914 година, кога руската воена страна и пансрбите од Народна одбрана, тоа е всушност Црна рука, се здружија во подготовките за атентатот во Сараево, мирот не бил подиректно и понепосредно загрозен одошто по потпишувањето на Балканскиот пакт. Никогаш не бил испробан и исполнет подрзок маневар за остварување на амбициите за освојување и војна. Балканскиот пакт прокламира миролюбиви намери на 4 потписници. Сите европски кабинети ја добија неговата содржина и ја одобрија. Но тие добија и одобрија само сенка. Единствените текстови што имаат вистинска вредност и кои ниту еден од кабинетите не ги доби и никогаш нема официјално да ги добие, се оние на 2 тајни протоколи, во кои потписниците на пактот ги формулираат вистинските цели на нивната миролюбива и успокојувачка антанта. Првиот протокол беше потпишан во Атина на 9 февруари 1934 година, непосредно пред потпишувањето на пактот од господата Рушту, Максимос, Титулеско и Јефтич,
министри за надворешни работи на Турција, Грција, Романија и Југославија. Од тајниот протокол први. Во анализата на Позис во однос на првиот тајен протокол, запишал вака. Во целата оваа долга бесмислица, две точки се забележливи. Членот 1, кој што вели која било држава што ќе изврши акт на агресија, според членот 2 од Лондонските конвенции од 3 и 4 јули 1933 година, ќе се смета за агресор. И членот 3, кој што вели, меѓутоа, доколку некоја од страните потписнички стане жртва на агресија од страна на било која небалканска сила и доколку балканската држава земе учество во оваа агресија, во исто време или подоцна, Балканскиот договор за сојуз ќе ја употреби сета своја сила против таа балканска држава. Членот 1 јасно цели на Бугарија, запишал Пози. Лондонските конвенции ги одредуваат различните форми на агресија, за кои некоја земја може да се смета за виновна за агресија. Конвенциите го одредуваат како пакт на агресија присуството на вооружени групи на територијата на оштетена држава, кои се собираат со цел да спроведат или да извршат подготовки за упад на територијата на оштетената држава. Тоа во случајот станува збор за ВМРО. Сега Југославија не престанува да ја обвинува Бугарија за толерирање, дури и за благонаклоност кон присуството на нејзина територија на македонски револуционерни организации, кои беа во судир со југословенските окупацијски сили во Јужна Србија, односно во анектирана Бугарска Македонија. Причината за тајните протоколи на Балканскиот пакт ќе стане сватена од оние што ги разбираат воинствените намери на Белград, онака како што тие се соголени во оваа книга. На 10 пати од 1918 година досега Белград се има најдено на работ на напад на Бугарија за да го реши прашањето. Во секој наврат, дали како производ на интервенција од Франција или од страф од судир со Италија, полициската операција против Софија и Петрич била одложувана. Можноста што ја бара пансрпската диктатура за да и го скрши јрбетот на Бугарија со голема представа на легалност е предвидена во членот 1 од Атинскиот пакт. По 9 февруари 1934 година, секое наводно минување на границата од страна на македонска банда и судир со југословенската полиција може да обезбеди легитимен изговор за југословенската воена операција против Бугарија. На тој ден, преку повикување на лондонските конвенции, Бугарија ќе биде сметана за вистинскиот агресор и пактот ќе стапи на сила. И покрај тоа што во суштина, Бугарија ќе биде вистински оштетената страна. Овие конвенции водат до втор таен протокол кој е додаден на пактот. Тој е склучен и потпишан на 17 март 1934 година во Белград во канцеларијата на господин Јефтич, југословенски министер за надворешни работи со министрите на Грција, Турција и Романија. Протокол 2. Член 1. Земјите потписнички оценуваат и прогласуваат во заеднички договор дека доколку бугарската влада по доставување на ултиматумот од земјите потписнички што се директно засегнати, одбие да ги разбие вооружените организации кои не престануваат да упаѓаат на територијата на земјите потписнички, или доколку бугарската влада се прогласи себеси за неспособна да постапи по оваа разбивање, ќе се постапи кон примена на диспозитивите од членот 2 од Лондонската конвенција од 3 и 4 јули 1933 година. Член 2. Земјите потписнички оценуваат и прогласуваат во заеднички договор дека во оваа евентуална ситуација Балканскиот пакт ќе ја употреби сета своја сила и оттука тие заклучуваат и одлучуваат како што следува. Член 3. Во 48 часа по истекувањето на ултиматумот произлезен од една или повеќе земји потписнички, овие земји потписнички ќе пристапат со своите сили и под услови наведени во следниот член кон окупација на дел или на целата бугарска територија. Член 4. Оваа окупација ќе прекине непосредно по целосното разбивање на организациите наведени во членот 1. Окупацијата може да биде продолжена само во случај населението на окупираната територија да манифестира по пат на плебисцит или на друг начин нивна желба за приклучување кон една или повеќе од земјите потписнички. Доколку ни е позната ситуацијата во Бугарија во тие години, дека Бугарија била бајаги заслабната како производ на поразот во Балканските војни и во Првата светска војна, Пози наведува факт дека по глава
Бугарија била најказната држава. Дури повеќе и од Германија. Значи, ако ги земеме сите тие работи во оглед и ако сватиме дека Бугарија е обкружена од сите страни и се заканува агресија да биде растурена како држава, тогаш не станува јасно од каде потекнува таа неомиленост кон ВМРО, од каде се ствара таа неомиленост кон ВМРО. Но има нешто друго. Сега една малку понова информација од односно позив. Да. Еден извештај на тајната американска армиска служба. Извештајот е од нивниот агент во Втората светска војна, полковник на американската армија, Ангел Кујунџиев. И тој имал средба со Ванчо Михајлов. Нема да е, белешката имаме во изворна форма, но јас ќе прочитам само еден дел од преводот што е врзан околу односите обидувањата на литовски дека Ванчо Михајлов е творба на бугарскиот двор. Да. Го пака вели господин Кујунџиев во писмото во службената белешка. Писмо упатено до господин Спенсер на 9 мај 1949 година. Го прашав Михајлов, вели Спенсер, зошто тој и неговата организација соработувале со монархистичката влада за време на војната, кога цар Борис вети дека Македонија ќе направи независна држава. Михајлов категорично негираше било каква соработка со цар Борис од негова страна. Понатаму ми рече дека кога цар Борис и германците предложиле тој да биде поставен на чело на независна и слободна македонска држава, обединета со Бугарија, Михајлов не само што го одбил предлогот, тој го советувал царот и неговите влади и тие да ја одбијат оваа понуда. Бидејќи како и да е, оваа држава би била само привремена, а би била растурена со завршување на војната. Да. И има уште еден дел многу интересен во оваа. Само секунда да дојдам. Ова белешка. Да споменам само еден многу битен детаљ, дека преминот после војната од Австрија во Италија е со пасос, со помош на американската служба. Како тоа со помош на американската служба, кога Ванчо Михајлов му бил не само советник, туку ментор на Адолф Хитлер. Ова се службени белешки на Тоа е ОСС, ОСС, да. Ама тоа е бирото за стратешки служби. Но ќе кажеме ЦИА, бидејќи Тоа е претходникот на ЦИА. На ЦИА. Сега тие му возложуваат, тие го чуваат и го префрлуваат во Рим, во Италија. Да. После ќе кажеме зошто, што е причината, следни кој ќе разговараме за организирање за дејноста на ВМРО после 45 година. Да. Сега само да го прочитам овој пасус од изјавата на Кујунџиев. Ванче Михајлов, така тој го вика, е тежок антикомунист и е строго антисоветски настроен. Тој секој се залагал за независна Македонија. Тоест Македонија која нема да биде под јаремот ниту на Бугарија, ниту на Грција, ниту на Југославија, а особено не под јаремот на Русија. Да не читам понатака, ќе излезе дека сакаме да има интересни делови кои можете да ги најдете на нашиот сајт Форум Котле ЦА и таму ќе ги видите оригиналните на англиски белешки од тоа време. Ние го направивме преводот, бидејќи многу луѓе полесно да може да затоа што се појавија пред едно година дена или колку, може и 2 години веќе се појавија еден број на белешки од ЦИА, од архивите на ЦИА кои што се достапни
на интернет и почна да се манипулира со тие белешки. И затоа решивме да ги неколку од нив да преведеме и да ги објавиме. Меѓутоа имаме во нашата залиха имаме повеќе од ако не и 30 различни белешки веќе имаме спремено. Тоа околу 200 кусур страници. Да. Порано излази се во страници да биде јасно колку е обемен тој материјал. Во страници има и некои извештаи што се од подосните години кои што се по 15, по 20, по 70 страници. Тоа е сликата Да. што сакаме да ја пред. Целта ни е тоа да го представиме. Да. Македонија низ очите на Нација. нација. Ова се уште не го објавуваме, Да. бидејќи подготвуваме една книга која што ќе биде прво една целина која што ќе оформи за македонската збидувањата во Македонија некаде од почетокот на 20 век до денешен ден и најверојатно тогаш во исто време ќе ги објавиме и сите овие директни белешки бидејќи да им дадеме на луѓето прилика да се уверат Да. во она што го цитираме. И уште нешто, да пак да се држиме на Кујунџиев. Да. Тој покрај службената белешка, ние не ги добивме, тие ги нема во службената белешка, но тој јасно ги приложил идеите на Михајлов. Тие се приложени, Тоа е онај меморандумот до да, и и председателот. до председателот и неговите други гледања на зошто да се формира независна држава, да биде тампон зона помеѓу комунизмот, бидејќи тој смета дека Србија ќе остане во комунистичка сфера, тоа е сега да не го шириме, се е тоа опишано во таа службена белешка, кои се идеите на Михајлов. Да. И тука тоа е Во ред ќе го ставиме Да. линкот до Да, оваа да. белешка, ќе го ставиме во описот на во описот видеото. и така да кој сака може може да го види. Да. Ќе се потрудиме оние работи кои ги имаме на интернет, ќе се потрудиме да ги ставиме во линкот односно линкот во описот на овие работи, така да можете и самите да ги прочитате. Да ги прочитате, да ги видите. Најлесно е така да се уверите во вистинитоста на она што го зборувам. Да. Значи, отприлика ја завршивме оваа Ја мислам точка. дека нема потреба ако професорот, докторот Литовски најде за сходно да побара полемика, ќе кажем и повеќе работи. Сега да За тоа малку Иако тоа знам дека е невозможно, ниту Ордановски, ниту Литовски, како што и Андов избега од полемика, да. иако ме споменуваше во негови текстови. Тоа е таа нивна технологија на работа. Ќе кажат еден куп лаги и кога треба да полемизираат со факти, никош не се ува. Да. Па како беше она што ми го кажуваш постојано, дневникот, главниот дневник, првиот дневник од 7,5 часот, започнува со критика на некоја колумна или некој напис во Шпигел. Во Шпигел, ти сега не кажуваш што напишал Шпигел. Веднаш почнува да се објаснува дека Шпигел лаже, дека вака, онака, ама никој не го немаме нити чуено што е напишано тоа. Да. Што содржи тој текст кој се критикува на вестите. Да. Или ќе пушти Тањук вест, ќе ја пренесе Катимерини од Грција, ќе ја преземе Тањук својата вест и ќе ја шири како вест на Катимерини. И сега тоа е вест која ја популяризираше југословенската политика. Да. И вредностите на југословенскиот систем. И сега додека не укапиравме играта, ама тоа е принципот на работа сега истиот сега има еден куп сајтови кои не ги знаеме портали чии се. Да. Ама ги пренесуваат овие И едниот го цитира другиот и сето тоа е една вржана сврзани садови, како што го правеше во време на Грујо. Да. Ама Грујо не ја научи таа школа, не измисли, тоа е научи од Сашо Ордановски од дружина. И сега тука интересната работа е што во книгата на Пози всушност генезата на таа историја се појавува. Не е Тањук
изумителот на тој Не, принцип тоа на е работа, тама работа. туку е авала. Значи тоа се работело Да. од кралска Србија. С кралска Србија. Тама работа, Тањук е премногу млада новинска агенција да може да измисли така работа. Да. Откако веќе ја снимивме третата епизода на Гласот на Слободна Македонија, се освестив дека сум заборавил да го спомнам крунскиот доказ во однос на тоа дали ВМРО Александровистичка, Михаловистичка била организација која што работела во слуга на бугарскиот двор. Доказот кој што сакам да го понудам е од книгата Херои и убици од авторот Стојан Христов, кој што, како што веќе имам спомнато, е македонец од Костурско, кој што на 11 годишна возраст има емигрирано, или 14 годишна возраст во 1911 година, има емигрирано во Америка. Тогаш, во тоа време, во 1911, како и во 1935 година, кога ја пишува книгата, Христов се само идентификува како бугарин, како македонски бугарин, но подосна во 91 година, односно по 91 година, како Македонија станува независна држава, и самиот Христов почнува да се само идентификува како македонец. Така да, тоа е позадината зад самиот автор Христов. Но еве да видиме што запишал тој во однос на реформирањето на ВМРО од страна на Тодор Александров. Во глава 9 од неговата книга Херои и убици, насловена Гарванската Голгота, Стојан Христов го запишал следново. Тодор Александров ја присвои Петричката област од бугарската влада и таму си основа собствена македонска државичка. Во другите два дела името Македонија или Македонец беше забрането. Во бугарскиот дел сите потфати добија македонски карактеристики. Дури и револуционерната организација не се мачеше да се придржува до старото и почитувано начело на невидливост. Комитаджиите и агентите на ВМРО одеа по градовите и селата во униформи и со пиштоли на колковите. Воопшто не се колебаа. Името Македонија и Македонец беше инкорпорирано во имињата на сите трговски и други организации. Македонците, кои што си ги беа испишале имињата со големи букви во драматична историја на движењето, тука беа посвалувани. Нивните слики висеа во училиштата, канцелариите, кафулињата, приватните домови. Организацијата не само што ја употребуваше областа како база за своите револуционерни активности во другите два дела на Македонија, туку и се воспостави таму како управа, не баре таа територија беше автономна македонска провинција под заштита на Бугарија. ВМРО го прифати присуството на бугарските административни лица како нужно зло и продолжи да владее со регионот како со собствен, љубоморна на секаква привилегија и подготвена да одбие секакво мешање од страна на бугарската држава, која што беше одговорна пред светот за одржување на вистинската административна машинерија во таа и во останатите 15 области од кралството. Кога Александров и Протогеров си ја воспоставија власта во Петричката област, областа беше економски и административно најлошата во Бугарија. Под долгата запуштеност и експлоатација на турците, таа беше осиромашила. Немаше патишта ниту санитарии. Освен тоа, беше преплавена од кадри кои што ја поделиле на зони со кои што владееја како феудални господари. ВМРО ги збриша разбойниците, на брзина лишувајќи од слобода криминалци кои што официјалните власти не можеле да ги заробат. Во согласно со својата претпоставка дека тоа беше македонска држава, ВМРО продолжи со логички патернализам да ја штити сопствената територија, да ја подобрува административно, економски, хигиенски. Фондацијата на господин Рокефелер беше наведена да потроши илјадници американски долари за да се расчистат мочуриштата што предизвикуваа маларија во областа. ВМРО градеше патишта, организираше индустријски и трговски корпорации, ја подобруваше комуникацијата со Софија и продолжи од овој дел на Македонија да гради пример за она што се надеваше дека ќе го стори со цела Македонија кога ќе ѝ се пружи можност. А сепак, сето тоа беше од споредна важност. ВМРО беше од почеток
до крај тајна, заговорничка организација. Нејзината се присутна и врховна цел беше автономија за Македонија. Никаде во нејзиниот устав не стои дека таа ќе владее со Македонија кога Македонија ќе стане слободна. Ниту пак постои нешто што уредува каква форма на владење ќе постои во Македонија кога ќе биде слободна. Всушност, што Македонија ќе стане независна држава, ВМРО мора да се распушти. Незините револуционерни чети мораат да се расформираат, а нејзините битки стануваат македонска историја. ВМРО мораше да се придржува до својата првостепена цел. Никој не беше посвесен од Александров за фактот дека возобновената ВМРО, наследничка на заклетвите на основоположниците и градители на великиот заштитник на македонскиот автономизам, може лесно да се опорочи во квазиреволуционерна банда на кариеристи и наемници. Организацијата мора да живее и да се развива од опасноста која што самата борба нужно ја претпоставува. И додека Александров делегираше луѓе да управуваат со Петричката област, да собираат даноци за поддршка на организацијата и да ги споделуваат многобројните други активности во една држава, вниманието му се сврте кон револуционерната дејност, која што беше ужасно потребна во другите два дела, каде што бугарското население беше ставено на искушение да биде претопено во Грци и Срби. Токму тоа, уште пред да се исуши мастилото на срамните мировни документи кои што на македонците им испишуваа нова декларација за војна, почнаа да експлодираат бомбите и пеколните машини. Самиот Александров ја премина границата во Југославија и им ја прикажа својата инспиративна личност на оние македонци на кои што, за разлика од нивните браќа во бугарскиот дел, им беше забрането да го говорат сопствениот јазик и да се нарекуваат со имињата кои им беа дадени од нивните кумови. Оти србите и грците владеат со нивните делови на Македонија како што би владееле со непријателски територии под воена окупација. Ги преименуваа сите бугарски училишта и цркви во српски или грчки, ги протераа свештениците и учителите или ги притворија и убија другите кои што одбија да се преименуваат прекунеч во срби и грци. Бугарските имиња беа сменети во согласно со српските и грчките завршетоци, а затворите се наполнија со луѓе осомничени за поврзаност со револуционерната организација. Понатаму во глава 8 Александров ја воскреснува ВМРО, а Христов го забележал следново. Трите балкански држави, Бугарија, Србија и Грција, ја силуваа Македонија во 1912-13 година. Запамтете дека Христов се идентификува како бугарин во овој период. Исто како и Ванчо Михайлов, а и Тодор Александров и речиси целото македонско население. Париските миротворци во 1919 година го санкционираа силувањето. Го пресоздадоа целиот свет. На старите гнили империи беше извадена утробата и беа раздробени. Народи што никогаш ниту сонувале за политичка независност беа устоличени како автономни нации. Дури беа создадени и вештачки држави. Но македонците, кои веќе една генерација крвареа за својата независност, беа искористени од страна на освојувачите како стока со која што овие ги наградија своите балкански сојузничиња. Италијанската мировна делегација направи слаб гест во нивно име. Нејзиниот предлог за некаква си локална автономија за Македонија најде на благонаклоност кај американските и јапонските конференциски кругови. Но Франција беше шефот. Клемансо, стариот тигар, зааржа за ваквите предлози и македонското прашање беше премолчано, погребано. Не само што беа огорчени македонците, туку тие паднаа во очај. Талкаа како стадо замајани овци. Еден од нејзините водачи, единствениот кој остана од времето кога ВМРО и пркосеше на турската власт во Македонија, не можеше да го издржи ударот. Почина од тага и разочарување. Тоа беше Христо Матов од Струга. Матов беше истакнат човек, црташе карти и графикони за структурата на ВМРО, напиша едноставни, но проникнувачки тракати за филозофијата и стратегијата на револуционерните движења. Неговата низа книги за основите, нормите и начелата на ВМРО, за начинот на управување и за разните категории терористички чинови, послужија како насоки и правилници за војводите и обичните комитачи. Таквите
Критични времења во историите на народите или движењата тежат со можности за појава на нови водачи, вистински или лажни, и за испробување на вистинските квалитети на оние кои што се веќе на лидерски позиции. Христо Матов, теоретичарот и стратегот, напиша во еден од неговите памфлети дека се додека македонците ја одржуваат својата револуционерна организација, постои надеж за нив. Револуционерната организација, настојуваше Матов, беше нивниот извор на сила и нивен најефикасен инструмент во борбата за нивните права. Матов го имаше напишано тоа во турско време, во согласност со турската состојба во Македонија. Тодор Александров тоа го свати како вечна вистина, во согласност со секое време и секаква состојба. Затоа, тој ја оживеа ВМРО и правејќи го тоа го воскресна македонското прашање и го сочува во живот преку вештачко дишење. Главната задача на ВМРО сега беше не само да биде глас на еден народ кој што настојчиво бара слобода, туку и на доктор. Доктор, чишто пациент беше во постојана опасност од смрт. Зашто сега, не само што беше уништен територијалниот интегритет на Македонија, туку нејзиното население беше распрснало. Бугарија и Грција потпишаа конвенција за доброволна размена на население. Илјадници бугари од грчкиот дел на Македонија се доселија во бугарските градови како пекари или дзидари, или во селата како орачи. Други илјадници од Македонија под Југославија, со која што Бугарија не потпиша никаква конвенција за доброволна размена на население, исто така дојдоа во Бугарија за да можат да си го говорат мајчиниот јазик и да се чувствуваат како слободни луѓе. Во тоа време се чинеше не баре дошол крајот на стариот идеал за македонската независност. Се чинеше дека дури и името Македонија ќе исчезне од картите и од географските книги. Југославија го прекрсти нејзиниот дел од плячката во Јужна Србија. Грција го нарече својот дел Северна Грција, а Бугарија го нарече нејзиниот дел Петричка област. Како можеше да се воскресне внатрешната револуционерна организација кога нејзината територија беше прецртана од граници кои што ја делеа на три дела? Понатаму, во турско време македонското прашање беше конкретно прашање. Се додека беше потребно, беше некој кој ќе го предводи народот, да го организира, да планира во негово име. А прашањето беше покребано во Париз, може би живо закопано, но сепак закопано. Народот се распрсна. Но Тодор Александров му пркосеше на времето. Тој го одмота правливото револуционерно знаме на кое што беа напишани зборовите слобода или смрт и го разви на трите крвосани делови на Македонија. И одново, македонските комитаџи, живите символи на народната бесмртна надеж за слобода, започнаа да ги обиколуваат планините. Сега, модернизирани, во црвено кафени воени блузи и бечви, со шилести кожни или платнени беретки, кои што удобно им ги собираа главите како капчиња, со градите и бедрите опишани со појаси под кои беа напикани патрони и рачни гранати, комитаџиите на Александров ја започнаа револуционерната кампања против трите владетели на Македонија. Александров ги бодреше не само оние македонци кои останаа во татковината, туку и оние половина милион кои се иселиле во Бугарија, мислејќи дека дошол крајот на домашното управување за Македонија. Сите го признаа како спасителот на идеалот, избавителот од македонскиот брод што тоне. Александровата возобновена ВМРО беше одговорот на парискиот криминал. Под негово водство, македонците се извлекува од духовната потиснатост. Александров во себе го носеше бунтовничкиот дух на Македонија, зашто тој имаше волја и беше подготвен да го води стариот слоган «Слобода или смрт, кон едното или кон другото». Беше свесен за тешкотиите кои му се испречуваа. Но тој беше, покрај мечтател и фанатик, практичен човек. Знаеше дека мора да започне одново, од ништо. Затоа, си намота волнени гамаши околу ножните листови, си обу сандали од воловска кожа и си ја опаша тенката половина со реденик, си нарами карабина и го напушти спокојството и безбедноста на Софија за опасноста и тешкотијата на комитаџиството во Македонија. Бидејќи беше практичен и предпазлив човек, тој направо појде во оној дел на Македонија кој што беше под бугарска управа, Петричката област. Тоа е најмалиот дел од Македонија, кој што представува само 1/10 од целата Македонија по територија и население. Сепак,
и тоа беше Македонија. Област на долини и висорамнини и најубави планини во Македонија, самата таа беше државичка како што се балканските држави, но му значеше многу повеќе на Александров, кому една грст македонска земја му беше исто толку драгоцена колку што беше драгоцена една ракатка темјан од Смирна за православните свештеници. Значи, вака стојат работите меѓу бугарите во Бугарија и бугарите во Македонија. Бугарите во Македонија би биле совршено задоволни доколку би можеле да се обединат во единствена слободна земја со своите браќа во Бугарија. Но, ако бидат лишени од тоа, нивниот нареден избор би бил автономија. Бугарите во Бугарија би биле совршено задоволни доколку би можеле да ги ослободат своите македонски браќа, а навистина се обидоа, но не успевајќи во тоа, тие поскоро би сакале да ги видат автономни и да останат бугари, отколку да бидат под Грција и Југославија и да бидат асимилирани од страна на грците и србите. Во турско време, македонските комитаджи доаѓаа во Софија за хоспитализација, на опоравување, за реорганизација и повторно вооружување. Талкаа по улиците на бугарскиот главен град брадосани и со несредени коси, па понекогаш и во униформи. Комитаджијата беше романтична, херојска фигура која што се бори за ослободувањето на оние бугари кои што се уште беа поданици на султанот. Бугарите никогаш не го сватија слоганот на македонците за автономија. Тие одсекогаш чувствувале дека тоа е чист маневар од страна на овие предпазливи деца кои колку и да лудуваат и вреват по независност, како што секогаш прават децата, секогаш си се враќаат дома на удобноста и безбедноста на родителскиот покрив кога ќе им згусти или ќе стане опасно во надворешниот свет. Впрочем, бугарските делегати на Париската мировна конференција кога видоа дека Македонија ќе биде оставена поделена горе-долу како што се случи во Букурешт во 1913 година, доброволно предложија да се откажат од нивниот дел под услов србите и грците да го сторат истото со цел да може да се создаде посебна македонска држава. Но тоа беше бесполезно. Србите се беа жртвувале себе си за каузата на сојузниците и мораа да бидат наградени. И грците, се разбира, не беа непријатели на сојузниците, додека монголските бугари што се клањаа пред конјски опашки им беа помагали на хуните. И со оглед на таквата ситуација, бугарите не само што не се противеа Александров да дојде во нивниот дел од Македонија и да го претвори во база за неговите револуционерни дејства против Грција и Југославија, туку тие сметаа дека е добра идејата некој да продолжи со сила, ако треба, да го оспорува правото на грците и на србите над Македонија. Одвај знаеја колку беше опасно и какви внатрешни и надворешни компликации ќе создаде тоа за бугарската држава. Александров беше особено засегнат да ја зачува целовитоста на Македонија. Тој знаеше колку лесно Петричката област може да стане природен дел од бугарската држава и да го загуби македонскиот идентитет. Ако грците и србите можеа да се надеваат да ги асимилираат македонците, колку беше полесно населението на бугарска Македонија, кое што и онака веќе беше бугарско, да се впие целосно во бугарската држава. Александров се погрижи Петричката област да си ја зачува свеста за сопствениот македонизам. Значи, да заклучиме само, значи, Саша Ордановски рече дека ова се ова што го нашљапа академикот било не академик. Што е тој? Доктор по науки. Доктор по науки. Дека се до тоа биле познати. Мислам дека не е академик, сега не знам, ама не верувам дека е академик. Не е битно. Дека се до тоа биле познати историски факти. Впрочем, познатите историски факти се само патешествието на Да. Точно се само државите во кој бил. Во кој бил Ванчо. Тука нема ништо спорно. Она другото што го изрече Литовски нема врска. Значи, има сега не знам дали ќе го ставиме за наредното видео една многу битна работа. Ајде тогаш да одиме на следното видео. Следното видео да го пуштиме. Простор. Кој е потоа животот на тие идеи после Втората светска војна? Ова Михајловистичка струја, да кажем. Добро, таа си имаше приврзаници, понатаму живееше кај дел, особено во Македонија. Диаспората, предпоставувам? Во диаспората уште повеќе, ама имаше и што останаа тука на самиот терен Михајловисти кои действуваа за време на Втора светска војна и продолжија да живеат и да работат во Македонија. Тоа се оние групички што сега
да ги представат како жртви на комунизмот, не знам, борци за Тоа беше самостојна реални формации кои што правеа Не, проблеми, нема формации. Тие се мали групички, едноставно нема ни некоја поддршка, ама сепак работеа илегално и тогашните служби УДБА и ОЗНА обично ги откриваја многу брзо, далеку од реална сила да можат нешто да направат. Сепак се многу тесни и мали кругови. Знаете, 44-та година е остварување на приказката македонска национална држава. И веќе тука многу е мал простор. се издиша целата друга тука енергија. веќе идеолошки немате простор да действувате на некоја приказка михајловистичка и затоа беа мали и тесни групи. Добро, како го Значи, тука има две работи што треба да расчистиме. Едната е тезата дека со крајот на Втората светска војна и формирањето на нова Југославија се остварил идеалот на македонскиот народ за формирање на негова држава, и втората е самиот живот на внатрешната македонска револуционарна организација. Тие зборуваат за групите, за групички некои малечки, и зборуваат за диаспората. Но ова го пишува и Христоф во неговата книга дека внатрешната македонска револуционарна организација е пред се внатрешна. Значи, нас не интересира што се случувало внатре во Македонија. Е така. Да. Само една секунда. Зошто на заседанието на АСНОМ во Прокопчински, ако ВМРО не било битен фактор, и ако според сите досегашни историски факти, не учествувало во војната и Наводно било на страната на противниците на македонскиот народ. зошто заседанието е отворено со химната на ВМРО, со химната која ја нарашал Тодор Александров, химната која користил Ванчо Михајлов, Искра и Зора на слободата. Зошто? На кого се додворувала комунистичката власт? Еве, можеби одговорот на тоа прашање е тука. Да. Сега ќе прочитам еден цитат од службена белешка на капетан Ричард Рајнхард, кој што го има поднесено својот извештај за неговото делување во Македонија помеѓу 9 август 1944 година и 14 ноември истата година. Овој човек бил дел од мисијата Абервил, што била под командата на британскиот генерал штаб во Бари, Италија, и била формирана да снабдува материјални средства до партизаните во подрачјето на Македонија во рамките на градовите Штип, Кочани, Царево село, Струмица и Радовиш, и да доставува информации за британското и американското биро во Бари. Капетанот Рајнер слетува во Лесковац, близу до Лесковац, и потоа на коњи и тајно се префрлува прво на Козјак, и потоа Кумановско Козјак. Да, Кумановски Козјак, и потоа се полека се групираат со некои мали чети кои што одат од село на село и прибираат се повеќе и повеќе доброволци. Ги објаснува условите какви биле тогаш. Сега нема да ја читаме белешката. Белешката ќе биде достапна евентуално конечно на нашиот сајт, но за сега не е достапна. Еве што запишал во заклучок на својот извештај капетанот Рајнер. Македонскиот народ е силно против било каква влада која на Србија би дала превласт над нив. Повторно ќе го прочитам тоа. Македонскиот народ е силно против било каква влада која на Србија би дала превласт над нив. Ми беше речено дека ова прашање било расчистено од еден од офицерите на Тито, кој рекол дека Македонија може да очекува своја сопствена држава или да биде федеративна република како дел од Југославија. Моје мислење е дека второто ќе биде конечниот исход, но народот како целина сака своја сопствена држава, засебна од било која друга влада. Ќе го повторам тоа. Но народот како целина сака своја сопствена држава, засебна од било која друга држава. За ова има добра причина, запишал Рајнер.
бидејќи нивната земја речиси нема направено никаков напредок и во повеќето области живеат луѓето како што се живеело пред стотици години. Имаат долг пат дури пред да достигнат пожелен животен стандард, експлоатација на природните ресурси и образование на нивните луѓе. Значи, капетанот Рајнер јасно ја отсликува ситуацијата на теренот, која што, како што слушнавме, била дека македонците не сакале да влегуваат во нов сојуз со Србија. Зошто тоа било така? Го објаснивме во минатата епизода, кога дадовме извадоци од книгата на Пози за тоа каков бил животот во Македонија. И веројатно, не веројатно, туку сигурно поради тоа, токму баш поради тоа, комунистите во свој карактеристичен стил се обидуваат да го кооптираат македонското движење и затоа се повикуваат на ВМРО во заседанието на АСНО. Да. Дека незадоволството од наводното решено национално прашање на македонска држава, што го потенцира Литовски, е лажно и неточно, говорат многу факти. Бунтот на Кале. Да. Наместо да се оди на Срем, барањето се оди на Солун. Бидејќи на сите знаеле дека сите се бореле за тоа. Македонската борба не била идеолошка, била национално-ослободителна. Да. Комунистите ја киндапирале. Да. И тоа е причината зошто ВМРО е една од организациите која што има најдолга борба со комунизмот, со комунистичката интернационала, уште од самите 20-ти години на минатиот век, поради тоа што комунистичката интернационала се обидува да ја кооптира ВМРО и да ја превземе, да ја направи идеолошка организација. И затоа се прави, бидејќи не успева, затоа ја прават ВМРО обединета. Да. Таму се Шатев, како човек на НКВД, еден од главните организатори за формирана ВМРО обединета, но да го оставиме тоа настрана. Има тука уште еден многу битен елемент, кој го споменува Ранковиќ во неговите изјави, како е воспоставувана новата власт. Тоа што го прескокнува и Литовски, и нашата македонска историја. Со секое влегување на партизаните во градот, во ослободениот град, веднаш се ликвидирале луѓето кои веќе биле обележени како луѓе кои не се слагаат со комунистичката идеологија. Тоа сега се покрива секаде, во Србија се покрива дека тоа биле четнички, помагачи на четниците, во Македонија дека се тоа бугарофили, бугари, слуги на окупаторот, на царот Борис и така натаму. И секаде така се обезглавува луѓето кои биле идеолошки подготвени, да се не идеолошки, кои ја имале идејата за самостојна Македонија. Македонските великани. Великани, да. Луѓето кои што биле образувани, тука зборуваме, значи кога зборуваме за македонците до крајот на Втората светска војна. Зборуваме за еден куп адвокати, за еден куп лекари, професори по француски, по јазици, образувани на страна. Центрите во Европа. Да. И тука занаетчи, трговци едно друго. И сега одеднаш после Втората светска војна, за мене е еден пример за тоа што станало со Македонија. Моите дедовци, кои што имаат во тоа време 6 или 8, ако не 4 или 6 одделенија на образование. 8 да. Од едната страна, од другата страна, мислам дека се само 4 или 6. Тие луѓе, тие двајца мажи, едвај мажи од 20 на години во тој период, стануваат меѓу едни од најписмените луѓе во државата. Поради што тие стануваат функционери во таа држава. Значи, мислам дека
едниот дедот има и 10 години училиште, трговско училиште има завршено. После основното има завршено трговско училиште, тоа е 10 или 11 години образование. Но Да. Но тоа е тој е нешто... еден од најобразованите тогаш станува, значи тој го формира весникот во Куманово. Да не одиме други сега. Но моабетот ми е пред нив имало Ама многу безглавен- пообразувани. Ма тоа е И секаде. тоа е она кај се случува тоа обезглавување е токму во тој период. Тој период и затоа се случува, бидејќи комунизмот сака да ги уништи први сите потенцијални непријатели. Не е точно дека сите тие се бугарофили или соработници на окупаторот. Бидејќи скоро сите, барем по она што го изјавува Ранковиќ во книгата, се убиени без судење. Да. Ранковиќ зборува за само за период 40 и до 48 година околу 586.000 луѓе се убиени, ликвидирани без ништо. А потоа имаме овие судења Тоа е фиксирани друго, да. како на овој Костадин Терзиев, Да. што повторно и тука зборуваме за лекари, доктори, Да. адвокати, на кои што им се импутира поврзано со режимот, со бугарскиот фашистски режим и со Ванчо Миколов, сега, кои што немаат никаква таква после врска. сите тие први чистки, 40, втората половина 46 година и почетокот на 47 година се формира веќе ВМРО СДРМА. Тоа е Што значи акронимот СДРМА? СДРМА значи малце биде Самостојна демократска република Македонија под протекторат на Америка. Значи чисти русофили. Рустофили до крај. Тие веќе во втората половина на 47 година бројат 28.000 члена, преку 28.000 члена постои. Сега зошто каде била играта, зошто се викаат групи, бидејќи во секој град свесни дека ќе имаат проблем со прогонот од Озна и Удба, тоа се еден човек ги знае само врските надвор од неговата група. Да, значи, бидејќи зборуваме за тајна организација, конспиративна конспиративна? организација, нема списоци, Нема списоци, нема ништо. на припадници, туку станувало збор за тројки. Да. Еден човек познава еден или двајца други, Само основачите се 5 души. И тоа се Дане Поповски, Дане Поповски, Костадин Смичковски, Љубен Чакра и Гиге. и Мрмевски. Костадин Гиге, Глигор и Петар Мрмев. Благоје Мрмев, брат на Петар Мрмев. Петар Мрмев интересна личност, ќе го споменам само заради тоа, што е многу близок соработник на Ванчо Михајлов и е убиен по грешка во Варна од струјата на протокеровистите. Бидејќи тие мислеле дека тоа е друг човек, го замениле со друг човек и губиле него. Иако и тој бил на списокот за убиства, ама тогаш и убиен. Тогаш не му било време. Не му било време. Сега... Значи, ова е организација каква? Рековме дека македонската елита била обезглавена. Ова се средношколци, Да. ученици во средно училиште. Благоје Мрмев е само постар. Човек по години и е чичко на Гигета. Сега има една многу интересна работа. Вујко на Гиге е Крсте Црвенковски. Крсте знае за формирањето на ВМРО СДРМА. Тоа подоцна ќе го има, бидејќи врските одат на ова формирање, од овие луѓе,
одат до 90, до формирањето на ВМРО ДПМНЕ. Така да, тоа е долг еден период но сега ќе останеме само на ова, значи да заклучиме, ова ВМРО Правда, подоцна го менува името во ВМРО СДРМ. Не, ВМРО СДРМ го менува во име во Правда, ВМРО Правда. Го изфрла СДРМ бидејќи има големи притисоци за тоа што стои протекторат на Америка. За да ги избегнат барем на крајот на 49-та, 50 и 51 година се уапсени преку 7300 членови на ВМРО СДРМ Правда. И тогаш го менуваат името. За да го отстранат, да ја отстранат стигмата дека тие се соработници на Америка. На Америка, да. Тоа било... Па има една група судена од нив дека сработувале, американците имале подморница во Преспанско езеро. Дока е одило дилото комунистичко, како може да дојде подморница во Преспанско езеро? Инстант, само додаде топла вода. И сега како може да бидат мали групички, а удба до уопште преку 7300 луѓе. Да. И како е тоа некоја беззначајна организација, Кога удба ги спроведува, следните 40 години ги посветува исклучиво на прогон на ванчо-михайловистички групи во Македонија. Сега малку пак да чепнем во изворите на ЦИА. Да. Има една службена белешка која е бајаги интересна и која руши многу повторно соработник на американската разузнавачка служба е бугарин по име Дочев. И оваа белешка малце повеќе се кружеше низ социјалните мрежи, затоа што тука воопшто не е поволна за Ванчо Михайлов. Ќе ја прочитам целата. Оној дел што е битен од белешката и што нас интересира во оваа дискусија. Дочев изјави дека лично го познава Ванчо Михайлов и дека го има криено во Австрија после Втората светска војна. Како и дека му обезбедил фалсификувани патни исправи за да може да влезе во Италија. Тој ни објасни дека тогаш работел за ЦИЦ и дека документацијата набавил од нив од ЦИЦ. Понатаму Дочев ни објаснува дека Михайлов му бил луд после следниот инцидент. Значи, односите меѓу Михайлов и Дочев се растуриле. Во 1950 година Михайлов поднел извештај до американската војска во Германија, изјавувајќи дека има илјадници следбеници кои се подготвени и расположени за вооружено востание против југословенската влада, доколку САД ги снабди со оружје. 49 година СДРМ држи конгрес во Стари град во Тоа е на пат меѓу Велес и Демиркапија. Гачето, кој заборев името веќе. Не Демиркапија. Не е Демиркапија. Добро, ќе ми... Не е Демирхирса, тоа е на друга. Не, на друга страна. Тука е на автопат, сегаш. Автопат јас кој го паметам. Сега има нов, така да. И, значи, веќе почнува да тој конгрес носи одлука да почне да се собира и оружје. Ванчо Михайлов веќе ја знае состојбата дека има на располагање една сериозна сила од 27.000 луѓе, која е за респект многу повеќе него што имало партизани за време на Втората светска војна. Да. До 9 септември зборуваме. После 9 септември е друга ситуација. После сите беднуваат Да. партизани. И зошто настал инцидентот? ЦИЦ го запрашува Дочев да прокоментира за ова. Дали Дочев бил прашан од
американците, дали овој извештај на Михајлов е веростоен, дали има во него вистина дека навистина Михајлов има таква потенцијална сила во луѓе. Доче одговара, според неговото мислење, тврдењето на Михајлов е далеку преувеличено, дека Михајлов несомнено имал неколкумина следбеници, кои би се кренале по наредба на Михајлов, но дека нивната бројка не е ни оддалеку блиска до која ја тврди Михајлов. Сега, едно мое размислување. Ова оди во прилог на она што го тврди Литовски. Да, ама сега да појдеме по една друга хронологија. Ако Михајлов се борел за бугарски интереси, ако секој бунт во Македонија, барем двајца да се бунтувале против власта, југословенската власт, и да се декларира како бугари, или било како бугарите кажале дека се тие бугари, ќе било прифатено од бугарите како ете, во Бугарија, во Македонија бугарите се обесправани и се креваат на бунт. Тогаш Дочев зошто би тврдел на американците дека Михајлов нема сила. Би им наметнал мислење дека Михајлов има сила, за да му дадат оружје. Барем тие 10 души колку или 5 души колку биле околу Михајлов, по тврдење на Дочев и на Литовски, ке кренале бунт. Ке пукнале некоја пушка, ке убиле некој нешто ке направиле. И тоа ќе одекнало во светот и ќе дало на Бугарија, а тут во рака да тврди дека еве, бугарското население во Македонија незадоволно од тоа што ги окупирала повторно Србија или Југославија, се кренува на бунт. Дочев работи против бугарски интерес. Зар има логика во тоа? И сега, уште една многу битна работа. Уште една белешка. Но во суштина тврдењето на Дочев дека повторно дека групите во Македонија, дека следбениците на Михајлов биле односно на ВМРО-вската идеја. Кога зборуваме за Михајлов, тука ние зборуваме всушност тоа е една ги користиме наизменично како синоними Ванчо Михајлов и ВМРО. Следбеници на идејата на ВМРО. Самата архива на УДБА потврдува колкав бил обемот на тие групи. Да, тие биле мали групи во тројки. Од причина што биле конспиративни со цел да не бидат откриени. И на тој начин биле сочувани еден куп, биле спасени од АПС. Сега, баш, дека не се работи за тоа што го говори Литовски, за минорни групи небитни. Има службена белешка од март 49 година за официјален состанок во Турција, во Анкара, помеѓу делегација на Југославија или делегација на ВМРО на чело со Ванчо Михајлов. Какво е тоа сега? Сега, како ќе си дозволи еден Тито, како во Македонија нема никакво, македонци задоволни од новата власт, задоволни од новата држава, од се, ќе си дозволи да преговара со крволокот Ванчо Михајлов. Михајлов побарал и примил од југословенска делегација писмен договор со кој Југославија ќе ги посочи сите дипломатски активности и активности кон формирање на независна македонска држава. Југословенската влада се согласи да вложи максимални напори за добивање меѓународни отстапки за оваа нова држава и да влијае на јавното мислење во Грција, Бугарија и Југославија
во корист на овој план. Понатаму, југословенската влада ќе се обврзе да ја субвенционира ВМРО во период од 2 години по склучувањето на овој договор. Михајлов се обврзува пак. Михајлов пак действувајќи за ВМРО се согласи да се откаже од сите антијугословенски активности и ќе промовира агитација за независност кај македонците од Бугарија. Значи да се припои и Пиринска Македонија. ВМРО ќе се обиде да ги претвори симпатиите на македонците и во Бугарија и во Грција во корист на Југославија. Значи, ноди дил, нема. Значајно, договорот предвидува дека македонската држава треба да има демократска влада, која не е која ниту е про, ниту антикомунистичка. Народот ќе одлучи на избори каква влада ќе избере. Ова е преводна влада, која по демократско однесување нема да ова. Исто така, со Југославија ќе биде склучен и заеднички одбранбен пакт. Тој пакт ќе престане да важи во момент кога Југославија се обидува да изврши притисок врз внатрешните работи во Македонија. Договорот понатаму предвидува дека разузнавачките служби на ВМРО, кои се активни во Романија, Бугарија, Грција и Албанија, ќе бидат ставени на располагање на Југославија. Во случај на вооружен конфликт на македонските групи на отпор ќе им биде наредено да работат со југословенските сили. Значи, прават воен сојуз с Македонија со Југославија, прави воен сојуз. Да. Ама за да биде самостојна држава. Југословенските делегации направија обид да се вметне клаузула во договорот со кој македонската држава би се изјаснила за една Балканска федерација. Меѓутоа, ВМРО одби да се посвети на ова прашање, а потоа беше одложено за подоцнен датум. Коментар. Според мислењето на изворот, ниту една од страните не постапувала со добра волја во влегување во овој пакт. Југославија се надевала дека ќе добие контрола врз ВМРО. Додека вторите сметаат дека е профитабилно да добијат барем привремена поддршка за независна Македонија. Додека растот на Тито информат продолжува. Значи ова е токму во периодот кога Тито влегува во конфликт со Сталин. Со Сталин, да. И сега Тито на секој начин бара да прибере некаква поддршка. Уште мислам дека не е 49, уште не е конфликтот почнат меѓу Тито и 48. Да. Веќе е почнат конфликтот, извини. Во 49-та се раскинуваат конечно. Знаеш дека не може сета ми на имење на некој град што сум поминал кој знае колку пати низ него. Кога и камерата кога работи многу род се блокира. Сигурно зраче има нешто зрачење. Да, значи сега... тоа е период кога Тито се обидува на секој начин да дојде до поддршка. Има еден куп белешки каде што интересно е што обелешките на ЦИА во тој период, значи до 49-та година, се пишува за политички заробеници во Југославија. Да. За овие сили на ВМРО кои што се организираат, кои што постојат на секаде, кои што се очекува секој ден нешто да направат. И 51-ва. Крај, нема ништо. Ја баш денеска ја извадив таа белешка каде што вика од октомври 51 мислам дека беше. Вика во Југославија веќе нема политички затвореници. А затворите полни. Да, затворите се полни. Само 7300 деца се затворени. Младенци од на 16 до 18 години. Единствено Мрме е најстари, тој е 70 години. И ги одржал до крај. До крај. Но сега тебе ги докажите за силата на ВМРО после 45 година, за односите на Југославија, на Тито кон ВМРО. Бугарите се сојузници на српскиот режим, да не
да не добие Македонија да не добие помош од американците за да го крене оружена борба за отцепување на Македонија од Југославија. Иако по уставот тоа го имале. Да. Значи тоа веќе зборуваме за два случаи од 34 до 50 година кај што бугарите работат експлицитно против ВМРО и против интересите на Македонија. Па да. Во конечната епизода од конечното продолжение од оваа серија што ја разработуваме, ќе дојдеме и до третиот случај, кога Бугарија влегува во игра, во интрига со српските власти да спречи легитимно развивање на македонската држава. Да. Сега, мислам дека дадовме една слика доволно јасна дека Литовски учил погрешна историја и презентира погрешна историја. Да. Мислам дека тој јако јас не сум компетентен да го според звањата кои ги носи тој да судам за неговото знаење, но ја судам за оно што тој го кажува јавно. Може би сите овие работи Литовски ги знае. Да. Но од некои причини за да си остане со власта, да остане негибнат, кажува оно што сака да го што треба да му се намете на народот, а што го сака власт. Да. Системот што го сака. И тука затоа би се вратил сега малку пообширно да поразговараме за основањето на ВМРО, за да намара правда. Да. Вака да направиме. Веќе сме на околу час и 20 на минути да ја заклучиме оваа емисија. Во следната емисија имаме уште да разговараме за тоа колку Ванчо бил безопасен, посебно во 91 година. Да. И дека бугарите не престануваат, наводно тврдењето на Литовски и на Ордановски, дека бугарските државни служби не престануваат да роварат во Македонија. Има тука една многу битна работа која ќе ја кажем и сега, но ќе ја разработиме. Ќе ги гледам по азбучен ред државите, не по исклучиво се работи азбучен ред. Албанија, Бугарија, Грција и Србија сите имаат делови од етничка Македонија. Сите се свесни, тие четири држави се свесни дека ако еден дел од етничка Македонија добие вистинска самостојност, ќе бидат загрозени останатите три дела. И затоа сите работат заедно, ни еден дел од етничка Македонија да не добие самостојност. Последниот дел во кој е најак отпорот, вратарскиот дел на Македонија, кој бил најак отпорот од времето. Да. Сега со овие договори кои ги прави Заев и владата на Заев е претконечно уништување и решавање на македонското прашање. Да се избрише проблемот со македонското прашање. Да. Затоа, да. Толку тоа е она што на што предупредува Ванчо Михайлов во Македонија, Швајцарија на Балканот, кога тој вели дека Коминтерната и Тито свесно го туркаат овој чисто македонски идентитет, што би било убаво да го тоа малце да го ќе го ставиме тоа за понатака, да го да. расчистиме. Но ова беше идејата е дека овие, значи комунистите, србокомунистите, односно србите прифаќаат социјалистички режим во Југославија поради тоа што преку комунистичките, социјалистичките режими се полесно се брише идентитетот на еден народ. И сега на македонците им се наметнува еден поинаков идентитет, кој што е суштински, не македонски, суштински различен од оној кој што му претходил. Зборуваме за каков бил народот во однос на обичаите на едно друго. И тоа е сега она што таа игра денес се завршува. Целта е
во Грција, во Егејска Македонија, нема никаков отпор. Да. Веќе со години. Да. Затоа што македонците беа изиграни советувањата на Комунистичката партија на Грција, дека ако македонците бидат сојузник во граѓанската војна, ќе добијат грците и комунистите грци ја штите грчката држава. Да. И настана екзодус на македонци оттаму. Избркани се македонците. Да. И уништена е македонската веќе. Постојат села кај што сега имаат некој малку повеќе им дозволија на македонците низ Грција, ама тоа е ништо. Нема она движење што го има во Вардарска Македонија. Да. Она борба за самостојна држава. Да. Но интересно е што спомна тоа. Во Грција Комунистичката партија работи во интересите на Грција. Во Бугарија Комунистичката партија работи во интересите на Бугарија. Само во Македонија Комунистичката партија на Македонија работи во интересите на Србија. Ема затоа што нема македонци комунисти. Да. Тука е проблемот. И еве најголем доказ за интересите на бугарските комунисти, бугарската власт. На 10-тиот нивни конгрес кој е одржан 47-8 година. Нема држи за збор сега, но имам документот. Заклучок на тој конгрес е да се предложи на Југославија размена на територии. Бугарите да ја отстапат Пиринска Македонија, со тоа Србија да им ги врати западните покрајини. И тоа е уште еден голем доказ дека бугарите се свесни дека во Пиринска Македонија живеат не баш бугари. Да. Луѓе со не со бугарски цврст бугарски идентитет. Да. И Кога сега зборуваме за македонските бугари, тука пред се станува збор за верска Да. верски идентитет. Така е. И тоа се всушност бугарските македонци, односно македонските бугари, тоа се тие бугари за кои што Ванчо Михайлов се залага. Не идат екзархија. Да. Црквата, тие се верски се по основ на црквата се декларира така. Да. И сега И тоа е она, извини, само што да те прекинам. Да. Тоа е она што велам кога Комунистичката партија го менува суштинскиот идентитет на македонецот, кој што до Втората светска војна, односно до крајот на Втората светска војна, бил пред се селански народ. Да. Значи, можел како така да се издржува сами од себе си од земјата. Не зависел од државата за да преживее. Да. А денес веќе зборуваме за народ кој што зависи од државата и затоа толку тешко е денес да се возврати оној вистински слободарски дух таму. И да го завршам тоа околу конгресот на бугарите, Србија одбива да ги даде териториите. Сега и ден денеска ние живееме во лага дека Југославија највеќе направила за Македонија. Не е точно. Југославија беше причина за екзодусот на егејските македонци, за страдањата на бидејќи застана на страната на грчките комунисти. Југославија не прифати размена територии, кај што Значи да ги даде таму Пирин, не Пирин да е. Таму Пирот, тие Димитровград, Димитровград. Заешар, таму тие не знам сега точно кој е, тие се ги вика бугарите се ги викаат западни Западни покрајини. покрајини, во размена да Пиринска Југославија да ја добие Пиринска Македонија. Но тука сега постои опасност за Србија. Македонија веќе станува многу поголема. Да. И ќе биде втора поголемина република во склоп на Југославија. Веќе ќе не може влегува во едно население се припојува кое не било по српска власт, не било и се буди една опасност за србите дека Македонија веќе ќе бара да се отцепи од отцепувањето на Македонија ќе биде се поизвестно од Југославија. Да. И затоа тие бугарите во западните предели се мирни, не креваат восстанија. И таа да сака да даде Македонија, бидејќи има една изјава
ја одолжиме пак емисијата, почнавме. Ама што да правиме? За златото јаволко. Да. Изјава на еден српски министр во Велес 24 година. Вика, се ке дадеме. И Далмација, и Истра, и Хрватска, и се. Македонија не ја даваме. За неја и крв ке лееме. Таа е златото јаболко на Балканот. Да. И тие ја дадоа се. Да. А Македонија не ја дава. Јас имам таа изјава во изворна форма, сега само ја прераскажа. Така да, тоа е излезена во Раднички новини изјавата на министерот 24 година. И ние викаме шта ќе учиме историја. Не. Тие работи да ги знаеме. Без тие работи, ако ги знаеме тие работи, ќе знаеме како да се однесуваме денеска. Да. Како да бараме пат да оствариме самостојна и демократска држава. Македонија. Доволно. Да. Во ред, ќе ја заклучиме денешнава епизода со овие мудрости. И ќе ве повикаме да ни се придружите во нашата потрага по вистината, по вистинската македонска историја, затоа што, како што рековме, вистината ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. Тирани чудо ке направите, и јарем ваш не трпете. Ние крв јунаска ќе пролееме, и пак ке ве ослободиме. Тирани чудо ке направиме, и јарем ваш не трпиме, ние крв јуначка ќе пролееме, и пак ке ве ослободиме. Нас ништо век не плаши, во борба смела влеговме, по сиве гори полја наши, слободно ке маршираме. Тирани чудо ще направи, ничо што и го не трпи. Силашка крв ще ви удави, и пак ще се освободи. Тирани чудо ще направи, ничо што и го не трпи. Силашка крв ще ви удави, и пак ще се ослободи. Ова химна е пеена до 50-та година, да памтиш, од 44-та година до 50-та година. 50-та година, свињите комунистички, ова химна е забранена.